Повторно прекината е наставата во основното училиште Кузман Јосифовски Питу во Кичево. 722 ученици од 1 до 9 оделение, наместо во училишните клупи од денеска ќе останат дома. Истата судбина ги очекува и останатите училишта во Кичево. Основното училиште доктор Владимир Полежиновски максимум може да работи до петок, а според директорката Силвана Кирова, доколку опаднат температурите може не прекина наставата и порано. Во основното училиште Санде Штериоски нафта има за одреден период. Општинските средни училишта Мирко Милески и Дрита ги користат последните литри од она што било донесено во петокот. Станува збор за период кој што зависно од временските прилики, максимум би бил исто така до петок. Општина Кичево доставила до училиштата документ за групна набавка на нафта по 10 тони за секое училиште, што според директорите е малку за да се издржи целата грејна сезона. Исто така проблем е и тоа што оваа групна набавка би се реализирала најмалку по 2 недели, што неизбежно ќе доведе до прекина наставата во сите училишта. Од општината засега немаат конкретно решение за овој проблем. Откако владата одговори дека нема да интервенира со нафта од стоковите резерви како минатата година, локалните власти се уште размислуваат на кој начин да дојдат до потребната количина на нафта. За овој период досега на неколку пати со помали количини на нафта е интервенирано само во двете средни училишта и во основното училиште Санде Штериоски. Директорите на училиштата во Кичево стравуваат дека можно е да се повтори ситуацијата од минатата година, кога настава немаше повеќе од 20 работни дена.